Следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. 78 нови случаи на COVID-19 во земјава. Екоактивисти со протестно дефиле во Гостивар. Започна да работи библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Започнуваме со првата вест. 78 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 9 во Тетово и 5 во Гостивар. Денеска Институтот за јавно здравје евидентира 172 оздравени лица. Во последните 24 часа направени се 894 тестирања, а регистрирани се 78 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 9 во Тетово и Тетовско и 5 во Гостивар и околината. Починати се 5 лица, 3 пациенти од Скопје, 1 од Куманово и 1 пациент од Струга. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 172 оздравени лица, од кои 10 од Тетово и 5 од Гостивар. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција рече дека стратегијата на широко интензивно тестирање дава резултати за рана детекција. Во просек 13% од вкупниот број тестирани се позитивни случаи. Како што може да се забележи, у просек имаме околу 8.000 тестови неделно. Овој пристап не овозможува да имаме еден широк увид во состојбата, во однос на ширењето на вирусот. Овој систем помага да ја стабилизираме ситуацијата во двете жаришта пред се, во Скопје и во Тетовскиот регион, да се задржиме на овој линеарен бројка раст на случаи. И како резултат на оваа стратегија имаме рана детекција на асимптоматски случаи и секако нивно изолирање, нешто на што интензивно работат сите центри за јавно здравје. Од вкупниот број активни случаи, хоспитализирани се вкупно 421 пациент, а останатите се на домашно лекување. Во изминатиот период голем е бројот и на оздравени. Министерот Филипче рече дека се работи на подготовка на здравствените капацитети за есенскиот период, кога се предпоставува дека вирусот побрзо ќе се шири. Работиме на подготовка на капацитетите за есенскиот период. Имав средба со повеќе директори на повеќе болници изминатите денови во Штип, во Охрид, во Битола и разговараме и ги разгледуваме евентуално дополнителните капацитети кои што би можеле да се користат како болнички. Има неколку студентски домови и сега ќе биде прашање дискусија дали тие ќе може да ги користиме во Охрид конкретно, во Битола, кои што се сосем добри, солидни, со кујни, може да се сместуваат пациенти, но е прашање како тоа ќе се изменаџира во следниот период со Министерството за образование секако и како ќе бидат тие капацитети исполнети со студенти. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 7124. Бројката на оздравени пациенти е 3199, на починати 346, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3579. Екоактивисти со протестно дефиле во Гостивар порачаа дека горењето на отпадот во Русино итно треба да се спречи и побараа дислокација на депонијата. Гостиварци го кренаа гласот против загадувањето од депонијата Русино. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар вчера организираше протестно дефиле по градските улици се до депонијата. Екоактивистите порачаа дека горењето на отпадот итно треба да се спречи и побараа дислокација на Русино. Барањето на иницијативата Стоп Русино е прво, значи апел од сите граѓани да се запре горењето на Русино, бидејќи Русино гори веќе 1 месец постојано. Потоа да се изнајде решение, значи да се затвори Русино, да се изнајде решение за отпадот што е таму во Русино, бидејќи тој понатаму ќе остане, значи, еколошки проблем, и да се изнајде решение и
да се изнајде локација за нова депонија која ќе се направи по ЕУ стандарди. Со ова дефиле денес испраќаме апел до надлежните да се зафатат сериозно со решавање на проблемот на Русино, кој го загрозува здравјето на гостиварчани и комплетно ја загадува и уништува животната средина. Русино е одредена како регионална депонија за полок, а нејзиното стандардизирање треба да отпочне во рамки на проектот Управување со цврст отпад во Полошкиот регион. Менаџирањето со депонијата ќе го преземе регионално предпријатие, но процедурите се стопирани заради изборите. Постапката е веќе започната, требаше да заврши крајот на месец јули, меѓутоа сега моментално со распишувањето на превремените парламентарни избори, постапката е во мирување, поради тоа што согласно избирачкиот законник во време на изборни кампањи забрането е да се менуваат членови во управни одбори. Предпријатието се надевам дека новиот управен одбор ќе го има конституирано од следниот месец, кога ќе завршат сите тие рокови согласно избирачкиот закон. Додека се одолговлекуваат формалните процедури, отпадот на Русино речиси секојдневно гори, а чадот и миризбата се шират низ целиот град и околината. Депонијата останува еколошки проблем број 1 за Гостивар. Со соодветни протоколи за заштита од ширењето на заразата со коронавирусот, од денес продолжува со работа библиотеката Кочо Рацин во Тетово. По речиси 4-месечен прекин Тетовската библиотека Кочо Рацин од денес е отворена за читателите. И вработените и членовите мора да се придржуваат до протоколите за работа во време на пандемија, односно да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот. Книгите кои ќе бидат вратени нема да можат да се изнајмуваат во следните 3 дена. Носење на маска, значи ниту еден читател не може да влезе внатре без маска. Одржување на растојанието, значи дистанца и ракавици не е нешто што мора, ако имаат, значи не е лошо, но средства за дезинфекција мора да има и кај вратата на библиотеката и кај работниците у шалтер и така натаму. Значи воопшто овие се најстрогите мерки, значи и другите влагање еден по еден, значи мора да се има разбирање. Ние знаме дека имаме многу читатели, има многу книги што треба да се вратат, но мора да ги да бидеме во склоп со овие мерки. Секоја враќена книга мора да стои 72 часа, значи 3 дена карантин. После 3 дена може да се дава на читатели. Од управата велат дека читателите нема да бидат оштетени. Нема да има казни за изнајмените книги кои не се вратени во изминатиот период додека библиотеката не работеше, а членството ќе биде продолжено за неколку месеци. Нарачани се и нови книги. Овие скоро 4 месеци што сме затворени, ниту еден денар нема да се наплаќат за книгите за доцнети или сега ќе им мислам дека сакаме да се солидаризираме со луѓето. Овие 4 месеци и чланарината ќе ја продолжиме на луѓето што навистина тоа спаѓа дека тие 4 месеци не користиле книга, не биле во библиотеката, а ќе плаќаат чланарина, значи и тоа мислиме дека ќе им го пролонгираме за 4 месеци. Што ќе им препорачате, кои се новите наслови, најбараните наслови? Имаме нарачано книги и на албански и на македонски јазик и ќе имаме што да им нудиме. Сега се барат многу тие мотивациони наслови, психолошки и бестселери романи полесни, така ќе има. Библиотеката Кочо Рацин ќе работи по летно работно време, од 8 до 16 часот. Заедно со заменик министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, носителот на листата за 6-та изборна единица од коалицијата Обнова за Македонија, Дафина Стојановска, оствари средба со приватните стопанственици од Тетово и Тетовско. Во нашата програма Обнова се обврзуваме дека ќе ги намалиме правните бариери при регистрирање на приватни фирми, дека ќе укинеме голем дел од пара и квази фискалните давачки,
дека ќе ги зголемиме капацитетите на инспекцијскиот надзор, се со цел да се намали сивата економија и корупцијата, едноставно дека институциите ќе работат во полза на приватните стопанственици. Алијансата за албанците одржа митинг во гостиварско Форино. Ата му далин dhe të vinë thonë, Не можам да разберам како сега тие може да побараат Албанец да биде премиер. Тие се на власт 18 години и ја добија поддршката и гласовите на албанците. Како досега не ја оствари ова идеја и што навистина бараат сега. Доаѓа времето на промена. Али Ахмети ќе биде ослободен по 15 јули, затоа што досега некогаш беше заробен од ВМРО, а некогаш и од СДСМ. vendit nga lindja dhe perëndimi. Правото на здрава животна средина е фундаментално граѓанско право. Нема здравје без чиста животна средина, истакна на пресконференција во Гостивар кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од СДСМ Драголюб Филиповски. Во излагањето тој се осврни на проблемот со депонијата Русино. Би сакал да понудам инстант решение, но сите сме свесни дека се работи за сериозен проблем кој бара системско решение. Со еден таков сериозен пристап настапи Центарот за развој на Полошкиот регион, кога минатата година изготви студија и проект за справување со цврстиот отпад. Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања со грант од 8 милиони франци ќе го финансира проектот управување со цврст отпад во Полошкиот регион. Проектот опфаќа мерки за подобрување на управувањето со цврст отпад, а во план е и надградба на депонијата Русино, која треба да прерасне во инженерски дизајнирана санитарна депонија. Насер Зибери, кој дуи го предложи како кандидат за премиер, одржа пресконференција пред владата. Уште една недела не дели до почетокот на изборниот процес, кој заради пандемијата ќе се одвива во посебни услови. Ќе има еден изборен процес кој ќе трае 3 дена. Се надевам и убеден сум дека органите надлежни за спроведување на изборите ќе ги превземат сите мерки за да го заштитиме здравјето и животот на секој граѓанин кој ќе сака да го изрази неговиот политички став за наредните избори. Од тука ги повикувам сите граѓани да ја искористат оваа голема прилика, во ова голема шанса да најдат интерес за нивната иднина. Јас како прв кандидат за премиер албанец им ветувам дека ќе се вложам целосно тоа и да го оствариме, да изградиме едно подобро општество за сите. Не случајно, пред недела дена, пред оваа зграда на владата на Северна Македонија, се заложив дека еден од приоритетите со кои ќе се нафатам веднаш после изборите, ако ми се даде приликата, да се справиме уште поуспешно со пандемијата. И од тука ветив неколку мерки кои ќе одат во прилог на тоа да се зајакнат капацитетите на здравствениот сектор, финансиски да се мотивираат здравствените работници. Борба против коронавирусот не со зборови, туку во стотици милиони евра, вети председателот на ДПА Мендух Тачи на митингот одржан во Боговиње. Со Демократската партија на албанците во владата и мене како вице-премиер ќе водиме силна 30-дневна војна против вирусот, не со зборови, туку во стотици милиони евра, што ќе бидат инвестирани во здравствениот систем. Верувам дека и другите ќе се согласат јас како лекар да го раководам штабот за пандемски кризи. Ваучерите не се вистинска помош. Секое лице на возраст над 18 години мора да добие по 100 евра. По конституирањето на владата мора да се бара финансиска помош од пријателските земји, но и од меѓународните институции, да се инвестира продуктивно во борбата против вирусот и да се оживее економијата. Кандидатот за пратеник за 6-та изборна единица од коалицијата Можеме Фаница Николовска истакна каков модел нуди нивната политичка опција до областа на економијата. Тоа е модел на спирална економија што дава нови и подобри шанси за сите. Модел што нуди стабилност за нашите деца и идните генерации. На тој начин, до крајот на новиот мандат, можеме да обезбедиме раст на минималната плата,
во висина од 20.000 денари и 34.000 денари висина на просечната плата. Покрај платите растат и пензиите, па така најниските пензии ќе се зголемат за најмалку 21%. Дополнително го зголемуваме прагот на повратот на ДДВ-то на 9.600 денари годишно по корисник. Издадени нови 24 решенија за изолација во Гостивар. Напад врз лекар во Тетовската клиничка болница. Следуваат деталите од полицискиот бюлетин. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 86 лица, 51 во Тетово и 35 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 24 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 810 лица во Тетово и 123 лица во Гостивар со вакви решенија. Вчера околу 23 часот на паркинг во близина на тетовското село Расадиште, полициски службеници на полициската станица за граничен надзор Попова Шапка лишиле од слобода 19 годишник, двајца 22 годишници и еден 20 годишник, сите од Скопје, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана, дробилка и ризла. Четворицата скопјани се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 8 часот и 25 минути 47 годишен лекар од Тетовската клиничка болница во СВР Тетово пријавил дека на психијатриското одделение физички бил нападнат од 32 годишен пациент од Тетовско Боговиње, пошто бил смирен и испратен за хоспитализација во Скопска болничка установа. Случајот се расчистува. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и дека продолжуваат со континуираните активности за откривање и законско санкционирање на лица кои ги управуваат возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Вчера на Тетовското подрачје биле откриени 8 возачи без дозволи, од кои еден управувал возило под дејство на алкохол и еден чие возило било со истечена регистрација. Сите се исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете со добро здравје. Пријатно.